Инвеститорот на спорната зграда која треба да се гради кај мајчин дом, вчера вечер се сретна со дел од жителите на општина Аеродром, кои се против изградбата на зградата. На средбата, како што информира компанијата ЗСФ.ком, се дискутирало за штетата од изградбата на зградата, но и за загубите на инвеститорот доколку се откаже од изградбата. Од компанијата велат дека изминатиот период се правеле анализи и се барале можности за откажување од градбата. Барале соодветно правно и економски оправдано решение. Направена е темелна анализа на достапните парцели за да се замени локацијата, но како што велат од компанијата, нивниот заклучок е дека во моментов нема соодветна парцела во Аеродром, што ни одблиску може да ја компензира вредноста на плацот кај мајчин дом. Ова земјиште е голема инвестиција. Плацот е купен со веќе зацртана маркица за градба, согласно сите законски и правни процедури. Ова беше овозможено од претходното раководство на општината. Во случај да се откаже градбата кај мајчин дом, општината би требало да исплати повеќе од 8 милиони евра за досегашните инвестиции и трошоци. Тука се вклучени 5,5 милиони евра трошоци за земјиште и комуналии, велат од компанијата. И градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин е запознаен со барањата на инвеститорот за обештетување во случај да се стопира изградбата на зградата. Од општината велат дека доколку се оди во насока на обештетување, инвеститорот би можел да побара сума и двојно поголема од првичните 5,5 милиони евра. Ова би значил комплетен крах на буџетот на општината Аеродром и огромни штети за граѓаните на општината. Ваквото решение би било многу неразумно, бидејќи ќе се доведе во прашање реализацијата на сите проекти, но и тековното работење, изјавуваат од општина Аеродром. Он си има вредност на сопственото земјиште што си го купил и трошоците што ги имал за време на проектирањето на таа зграда. Што е нормално, ние како држава, како општина ќе треба согласно толкавата вредност да се обештети. И пред тоа што го каже инвеститорот 5 до 6 милиони евра. Тоа е сума од прилика, се да не навлегуваме во бројките, тоа е од прилика за сумата што ја купил како земјиште и сумата на земјиштето и комуналите што се платени во град Скопје и во општина Аеродром. А обештетување од аспект на профит не паднало мојот сега. Од друга страна, најголемиот страв на граѓаните е нарушувањето на квалитетот на живот во регионот и потенцијалната штета врз животната средина. Тие побарале одговорност од претходното општинско раководство, кое го изгласа ДУП и 10, која овозможува изградбата на овој објект. Инвеститорот уверува дека зградата ќе биде целосно енергетски ефикасна, а проектот е изработен со особена грижа за околината и животната средина. Самата зграда ќе има вертикално и хоризонтално зеленило, со посебен систем за одржување, за што ќе бидат вложени околу 1 милион евра. Засадени ќе бидат и 150 високо израснати дрва, а ќе биде изграден и нов паркинг. Во меѓувреме, општина Аеродром е во исчекување на одлуката од Уставен суд, каде што се поднесени 13 претставки за ДУПот, која опфаќа парцелата кај мајчин дом.